Мора некако чудно влијание да имаат врз публиката, штом толку многу ги напнуваат своите гледачи кои укотвени во мирниот брод преку океанот, доволно далеку од нашето секојдневие, го губат својот спокој и се приморани да ни поделат некоја лекција. Тук сум у Торонто и слушам вестите ги слушам на Алфа. И не може да се воздржам, белуѓе, не може да се воздржам. Ути не гледате што се случува, каква е Европа? Шо е Европа, нели гледате каква е Европа, бе? Изопаченост, бедофилство. А спротив ваквото тврдење постојат цврсти докази дека Европа, додуша не преку незините директни членки, влијае врз подобрувањето на квалитетот не само на животот на македонските граѓани, туку и на тоа по него. Како резултат на големиот број иселеници во странство, пред се млади лица, оставајќи ги своите родители овде, се створи и потреба од капела, зашто се погрижи Сдруженијето на иселеници во Швајцарија изведен. Може би па и не секогаш се пресликуваат само добрите идеи од белиот свет. Поради баланс на универзумот мора да има и такви кои лесно потпаѓаат под влијание на неголемите заговори, па и сплашени за судбината на својот народ, нудат своји мудри решенија за проблемите кои ги мачат. Ако е глуп, нека организира протест за глупи. Ние сме паметни и ќе организираме протест за против полицискиот час, против 5G, против задолжителното вакцинирање и така натаму. Но ако се они глупи, нека си прават протести за глупоќа. Не мора да се биде многу паметен, туку е доволно да се има барем трошка меморија, оти таа од помош за да се разобличи огромната доза на хипокризија која владее во редовите на чуварите на идентитетот и на јазикот, како негова татковина. Тие се уште во раководството го имаат на висока позиција. Човекот кој за македонскиот колос на 20 век, легендата Блаже Коневски се изрази погрдно и го нарече џуџето од Небрегово. Не е мака само македонскиот, туку и математиката. Во неколку навради се покажува незиното отсуство и тоа баш во редовите на партијата, предводена од лидер, кој бара без сомнеж да се прифаќаат неговите формули, равенки и алгоритми. Ова е парламентарниот состав во кој што најмалку закони беа донесени. Дека сите беа донесени по брза постапка. Најголем дел, 30% од законите беа донесени по скратена постапка. И на крајот, за да се стигне ненадминливиот квантитет, јасно е дека оние што сакаат да го подигнат просекот и продуктивноста се во трка со времето. Па прецизно ги диктираат датумите на кои сакаат да ги потрошат преостанатите 70%. Ако не праша опце одихара, за кога зборите да им кажеме, планираме тогаш и тогаш. Денеска реков сме 13 април. Зборуваме за втора половина. 13 мај, 16 април беше, не, 16 март, и како беше првата кога се донесе? 16 март. Ние настапивме со 14 април како датум, 14 јуни како датум. Сепак, како и досега и на овие избори, датумот ќе го одредува здравието. Така ќе биде се додека општеството, државата, конечно не се излечи.